Во тишината на вековите, светите 15 евреополски свештеномаченици останаа глас што повикува кон доблест, а нивната жртва темел врз кој се издига нашата духовна истрајност. Денес, обединети во традицијата и благодарноста, оддаваме признание на минатото, но и ја славиме визијата што ја градиме заедно. Почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, господине Антонио Милошовски, почитуван заменик председател на Владата на Република Македонија, Александар Николовски, почитувани министри, Ваше блаженство, архиепископ Охридски и Македонски, господин Стефан, Ваше високо преосвештенство, владика Наум и владика Јаков, почитувани представници на верските заедници, почитуван председател на Комисијата за односи со верските заедници, почитувани пратеници во Македонското собрание, почитуван градоначалник на општина Струмица, господине Петар Јанков, почитуван председателе на Советот на општина Струмица и советници во Советот на општина Струмица, почитувани градоначалници, почитувани гости, драги струмичани, дами и господа. Добар ден и добре дојдовте на свечената седница со која Струмица го одбележува денот на своите заштитници, светите 15 евреополски свештеномаченици. На самиот почеток ве повикувам да ја поздравиме химната на Република Македонија во изведба на Јаворка Витанова, една од наистакнатите македонски оперски пејачки од поновата генерација. Таа е магистриран соло пејач во класата на првенката Весна Ѓиновска-Илкова и е член на хорот на македонската опера и балет. Novo
продолжение по повод денот на нашите заштитници. Ќе го слушнеме тропарот на светите 15 тивриополски свештеномаченици во изведба на Машкиот црковен хор Свети Партени Изографски при Струмичката православна епархија. Да го проследиме со внимание. И оваа година локалната установа Библиотека Благо Јанков Мучето распиша конкурс за литературен состав посветен на светите 15 тивриополски свештеномаченици. На конкурсот пристигнаа голем број трудови кои преку поезија и проза го оживуваат ликот, делото и духовното наследство на нашите заштитници. Од сите пристигнати творби, како најдобар беше избран трудот на Надица Митевска Ангелова. Во продолжение да ја слушнеме наградената творба. Свети 15 тивериополски свештеномаченици. И капна алова капка, ој живот е темен. И мастилницата на постоењето се разлеја и капна врз пергаментот наречен живот. И животот воскресна одново, зошто воскресението е во речта. А бие еднаш едно време. И бие еднаш човек на човека свој. Црнорисци храбри, 15 на број, богоугодни, вредни, неуморни ко пчели врој. Но би еднаш едно време. Кобно воскликна кукавица црна и прокоба се вдаде. Суров и темен облак тиранија се здаде, со мисла една, Божјата реч да ја украде. И би еднаш едно време. Крајот свиреп, на вистина, крај ли ке е, што мачениците се во Бога и го носат Божиот жик. Смртта ке ги покорили на вистина во судниот миг. Со бакнеж врел, алов, ја гушнаа земјата црна. И магла густо ги покри росните цветови, ги згрна. Очај со безизлезност, судбина темна. Тивериопол го зави во тага човечка, земна. И капна алова капка, ој живот е светол. И пергаментот нечујно се искина. И низ прозорци црни, сноп светлина сотвори. И вистината воскресна одново, зошто воскресението е во вистината. А би еднаш едно време. Зборот Божи во безизлезот тивко шепна. И ореолот светлина од небесата блесна. И ангелите громогласно грмнаа со победничка песна. Но би еднаш едно време. Човековиот грев маченици го измија со крв. Надежта за живот вечен го достигна својот врв. Молитвени зборови голтнаа душите гладни со шепот и стрв.
И бие еднаш, едно време, кога крајот свиреп, наместо крај, почеток ке, кога се во човека е сведоштво на живиот оган, Божјата мудрост го замолкнува и тиранинот поган. До дни денешни Тивериопол дише со нивниот здив. Подвигот нивен жубори, тој е пламен, непокорен, жив, со звездие се небесно, кое над градот неуморно бдее. Евангелско слово се, кое во душите звонливо песна пее. И капна алова капка, ој животе, врвицо танка. И вистината за животот и смртта се излеа. И ја исполни темнината со светлост чиста. И вербата во Бога воскресна одново, зашто Бог е во се. Тоа е и живот, и светлина, и вистина. Во продолжение ќе проследиме едно кратко видео кое ќе не подсети кои биле светите 15 тивриополски свештеномаченици и зошто нивниот подвиг и денес го славиме. Видеозапис што преку збори и слика ни доближува нивната жртва, нивната вера и нивното трајно место во духовната историја на Струмица. Во историјата на Струмица постои еден духовен темел кој со векови го обликува идентитетот на градот. Светите 15 тивериополски маченици. Тие биле група учени и посветени луѓе, дојдени од различни краишта на тогашното Римско царство, собрани во Тивериопол, денешна Струмица. Нивното присуство оставило толку длабока трага што народот со векови ги почитува како своји заштитници и чувари. Според можеби најстарите преданија, меѓу нив имало епископи, свештеници, ѓакони и монаси, секој од нив со своја приказна и духовна зрелост. Нивните имиња и денес се изговараат со почит. Луѓето верувале дека со нив во градот дошла мудрост, утеха и една нова надеж. Се раскажува дека Тивериопол под нивното влијание достигнал да стане како некоја кула од секаде видлива, која ја раздавала и на другите градови на запад светлината на верата. Но тоа е време кога христијанството се уште се соочува со жестоки прогони. На престолот во Константинопол тогаш седел императорот Јулијан Отстапник, владетел кој се обидувал да го врати старото паганство и да го запре ширењето на младата христијанска вера. Во таква атмосфера, секој кој го живеел новиот духовен пат бил виден како опасност за царската политика, а светите 15 биле особено забележливи по влијанието што го имале врз народот. Кога властите ги уапсиле, се запишува дека тие стоеле мир, исправени и смирени пред судијата, и дека и покрај заканите не се поколебале. Најпознатиот нивни одговор останал запишан во преданијата. Ние не можеме да се откажеме од вистината, зашто вистината е посилна од смртта. Судот ги осудил како распалувачи на народот, а царската наредба била јасна – маченичка смрт. Еден по еден биле погубени, но гласот за нивната храброст бргу се проширил. Тивериопол останал потресен, но и преобразен. Верата на граѓаните станала уште посилна. На местото каде што биле положени нивните мошти, започнале да се случуваат исцеленија, а народот ги нарекол светилници во темнината. Во следните векови, над нивниот гроб била подигната голема христијанска црква, еден од највеличествените храмови во регионот, за кој археолозите велат дека бил со импресивни димензии и богат мозаичен украс. Тоа светилиште векови било духовниот центар на Струмица. Но, дури по неговото уништување во 7 век, култот кон мачениците не исчезнал. Напротив, се пренесол од генерација на генерација, преку богослужби, преданија и празници. Денес светите 15 тивериополски маченици се заштитници на градот, а нивниот празник е дел од најзначајните датуми во локалниот духовен календар. Секоја година струмичани се поклонуваат пред нивниот спомен,
не само како пред светители, туку како пред луѓе кои со вера, храброст и достоинство покажале дека вистинските вредности не зависат од времето, ниту од моќта на царевите. Нивната приказна и денес живее како сведоштво дека човечката совест може да биде посилна од стравот, а светлината на вербата посилна од секоја темнина. А сега го поканувам нашиот домаќин, градоначалникот на општина Струмица, господинот Петар Јанков, да ве поздрави и да ви се обрати. Градоначалник, повелете. Почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, господин Антонио Милошевски, почитуван заменик председател на владата и министер за транспорт и врски на Република Македонија, господин Александар Николовски, Ваше блаженство, архиепископ Охридски и Македонски господин Стефан, Ваши високопревосвещенства, Ваши преосвещенства, почитувани представници на верските заедници, почитуван председател на Комисијата за односи со верските заедници, почитувани пратеници во Македонското собрание, почитувани амбасадори, почитуван председател и членови на Советот на општина Струмица, почитувани колеги градоначалници, почитувани гости, драги сограѓани струмичани, дами и господа. Како добар одред војнички е и овој Христе твој собор новособран. Не си ги собрал 12 како апостолите, туку уште тројце си им приброил против прелеста, полк од свештени маченици. Денес, како и секој 11 декември, Струмица ги отвара широм вратите на срцето и ја распостила својата душа пред светлината на своите небесни заштитници, светите 15 евреополски свештономаченици. Нивниот благослов со векови ја крепи верата, духот и тивката достоинственост на овој наш благороден град. Од нивното дело произлезе првото организирано ширење на христијанството на овие простори. Тие го поставија моралот и духовниот кодекс на една заедница што успеала да го зачува својот идентитет ни сите историски предизвици. Токму од тие времења датира вкоренатото боголюбие во срцата на струмичани. Денес, кога нашето општество живее во современи услови, вредностите што ни ги оставија овие светители се уште актуелни. Вера, честност, храброст и посветеност на доброто. Пред повеќе од 16 столетија во древниот Евреопол, градот кој ја носеше истата ова земја под своите нозе, живееле 15 мажи, 15 светли факели на христијанската вера. Биле свештеници, проповедници, учители, биле луѓе со имења што денес звучат како молитва и ја смируваат сечија душа. Тимотеј, Комасиј, Евсеви, Теодор и уште 11 други имења кои живеат во срцата на струмичани. Нивната проповед не била меч, нито власт, туку љубов. Нивната сила не била во оружјето, туку во вистината. Нивниот пат не бил широк и лесен, туку тесен и светол. И кога била најтешката година на прогоните, кога паганската власт сакала да ја задуши младата христијанска искра, тие не се поколебале. Застанеле исправено, гордо во мир, во очите и во верата во срцето. Токму од ова нивно страдење воскресна христијанството во овој наш крај. Од нивниот пламен душите на нашите предци го запалија своето прво кандило, и тоа кандило светло, мирно и топло гори до денес. Христијанството што тие го донесоа не беше само религија, беше училиште за достоинство и лекција за морал. Беше нов поглед на човекот како на Божја икона, како на суштество вредно за љубов и почит. И затоа и денес, кога сонцето го огрева нашиот град, ние знаеме дека под таа светлина се буди духот на вековите кој ни учи да бидеме луѓе од збор, од чест, од милост. Да се биде свештеник во нивното време значило да се носи крст тежок како самото постоење. Тоа не било титула, нито пак должност со сигурност и комфор. Тоа било повик кој барал целосна предаденост и подготвеност за жртва. И токму затоа нивниот подвиг не е само духовен, туку и човечки, морален, историски. Тие биле луѓе што ја бранеле верата со својата совест, со својот пример и на крај со својот живот. Тие не се повлекле никога притисокот бил најсилен. Не посакале спас по цена на предавство.
не побегнале од градот кому му служиле, напротив, останале тука, меѓу своите луѓе, меѓу семејствата што им ги довериле, меѓу заедницата чија духовна иднина ја носиле на своите рамена. Христијанска традиција, што тие зачнале во Тевреопол, бил темел на идентитетот. Благодарение на нив, христијанството во овој регион не било привремена идеја или случаен бран, туку станало суштина на секојдневниот живот, мерка на добрина и патоказ низ тешките времења. И така, на тој студен ден, 11 декември по новиот календар, кога нивните тела биле уништени, нивните души се вознесоа како пламен што оттогаш не е згаснат. Од нивното страдање се роди вера во овие простори. Од нивната крв никнаа светите корени на христијанството во нашиот град. Од нивниот подвиг почна да се слуша песна што до денес не престанала. Кога зборуваме за верата, мора да истакнеме дека таа кај нашиот народ никогаш не била само догма. Верата овде од секогаш била начин на живење. Таа била светлина во темни периоди, утеха во неволја, водилка во мигови кога надежта била најпотребна. Струмичката традиција е исполната со генерации луѓе што ја пренесувале верата не само со зборови, туку пред се со дела, со честност, со трудолюбивост, со почин кон другиот, со љубов кон семејството, со грижа за заедницата. Не случајно и денес, кога светот е поинаков, побрз, поизмешан, многу гласен и исполнат со предизвици, луѓето од Струмица ја задржале оваа тивка, цврста духовност што ги карактеризирала нашите предци. Дури и во најсовремените околности, кај нас верата е вкорената во секој дом, во секоја семена традиција. Во нашите домови кандилата и денес трепкаат. Молитвите и денес се пренесуваат од мајка на дете, од дедо на внук, но не како спомен на нешто старо, туку како жива традиција. Токму затоа, кога ги славаме мачениците, ние освен што ја славиме нивната жртва, ја славиме и нашата истерност како народ, како способност да ја зачуваме верата низ вековите. Свештениците што ги имаме денес, оние што служат во нашите цркви, што проповедаат, што ги крстат нашите деца, што не утешуваат во моменти на загуба, што не подсетуваат на добрината, се наследници на таа огромна духовна традиција. Затоа, како градоначелник и како човек што го цени она што ни е оставено, сакам јавно да ја оддадам признание. Свештениците се тие што ја чуваат духовната стабилност на нашата заедница, кои чуваат чувството дека сме едно, дека имаме корени, дека имаме вредности што не смееме да ги изгубиме. Но верата не би имала сила ако луѓето не ја живееле. И затоа мораме да зборуваме и за нас, за струмичаните. Преко поколенија овој народ покажал дека духовноста е карактер. Овде луѓето од секогаш биле препознатливи по својата топлина, по својата добрина, по својот труд и по своето почитување на вредностите. Овде верата создала луѓе што знаат да простат, што знаат да помогнат, што знаат да се исправат секогаш кога ќе паднат. Тоа е големината на нашата заедница, да го соедини духовното и секојдневното, традицијата и напредокот, минатото и иднината. Во овој контекст, подвигот на светите 15 европолски свештеномаченици не е само дел од историјата, тој е темел врз кој е поставен нашиот карактер. Нивната храброст не учи дека е неопходно да се остане цврст во она што е правилно. Нивната вера не подсетува дека мораме да имаме духовни насоки. Нивната жртва не подсетува дека мора да изградиме заедница заснована врз морал, честност и заемна поддршка. Кога денес го славиме нивниот спомен, ние всушност ја славиме трајната врска меѓу свештенството, верата и народот. Тие три елементи се тие што ја создале и одржале духовната структура на Струмица. И токму затоа, кога гледаме напред, треба да знаеме дека едината ќе биде стабилна само ако таа врска продолжи да биде силна. Почитувани сограѓани, ова е нашата духовна приказна, нашиот корен и силата што ја карактеризира заедницата. Нема град што расте ако нема корен. Ако нашиот корен е токму тука, а нашиот корен е токму тука, во подвигот на светителите, во нивната непокорна љубов кон доброто, во нивната неисплашена смелост пред неправдата. Денес, и кога улиците не се полни со светла, и кога градот расте и се развива, знаеме дека под тие светла гори и едно друго светло, нешто постаро, нешто посилно, светло од Тевреополската кандила.
И на вистина се чувствува мирот на Струмица. Денес над нашиот град има благослов. За да чекориме сигурно напред, мора да се ослободиме од сопствените сенки. Мора да престанеме да ја храниме нашата суета, да престанеме да ја мериме по тоа кој е погласен, кој е повиден, кој е прв. Зошто силата на заедницата секогаш била поголема од силата на индивидуата. Во време во кое се чини дека се мери преку интерес и моменталната добивка, ние мора повторно да ги повикаме во помош свеста и совеста на тие две тивки, но најмудри советници на човекот. Тие секогаш ни го покажуваат вистинскиот пат, оној кој можеби не е најкраток, не е најлесен, но е единствениот што води кон вистинска трајна среќа. Тоа е патот на соработката, на меѓусобното почитување, на солидарноста, на хуманоста. Пред нас секој ден стои невидлива, но многу вистинска Терезија. На едната страна се горчините на човечките слабости, на другата страна се вредностите што не прават луѓе, љубовта, добрината, честноста, вистината. И сите ние, но и нашиот Господ Бог и светите 15 веројаполски свештеномаченици, добро знаеме на која страна треба да се наклони вагата. Добро знаеме што останува кога ќе стигне вревата од секојдневието. Да не дозволиме предрасудите да ни ја бојат секојдневната слика на светот. Да гледаме кон иднината, но да не ја оставиме да остане само сон. Да ја живееме сегашноста со храброст и со љубов. Зашто голем човек не е оној што има најмногу, туку оној што дава најмногу. Да останеме верни на верата, да ги чуваме добрината и светлината што ни ги оставиле светителите. Почитувани мои сограѓани, нашата најголема обврска е да ја градиме Струмица со истата љубов со која светителите го изградија духот на Тевериопол. Зашто град што во своето име ја носи светлината на светителите нема право да биде просечен. Тој мора да биде светол, мора да биде пример, мора да биде град за гордост, безбеден за нашите деца, праведен за секој човек, успешен во својот развој, отворен со нови идеи, достоинствен во својата традиција. Денес, во домовите на нашите семејства, повторно ќе се запалат кандилата на светлината што го греела нашето минуто, го води нашето секојдневие и ќе го осветлува нашето утре. Нека е вечен споменот за светите 15 веројаполски свештеномаченици. Нека нивната молитва и нивниот подвиг не следат во секој наш чекор. И нека Струмица, нашата гордост, нашата љубов, нашата животна сцена продолжи да расте, да се развива и да свети. Нека ни е честит празникот на нашата светлина, нашата сила и нашата вера. Слава им на светите 15 веројаполски свештеномаченици. Бог да ја благослови Струмици, Бог да ја благослови Македонија. Благодарам. Му благодариме на градоначалникот Петар Јанков. А сега во продолжение одеме со нешто кое што на некој начин исто така е символ на Струмица. Струмица е навистина и духовно богата, богата и со културно и со природно наследство, ма богата и со луѓе и со песна. Еден од символите на Струмица, распејани струмичани во чест на празникот и во чест на сите вас. Strumica
И додека трае аплаузот како благодарност на распеани струмичани, јас морам да кажам дека ако не беа струмичани, немаше да биде и оваа песна. Доколку некој не знае, оваа песна ја подпишуваат браќата Миле и Ѓорѓе Барбаровски. А сега го повикувам председателот на Советот на Општина Струмица, господинот Никола Маџунков, официјално да ве поздрави и да ја отвори свечената седница. Докторе, повелете. Почитувани представници на Влада на Република Македонија, Ваше блаженство, Ваши високи првосвештенства, почитувани претеници, почитуван градоначалник, почитувани екселенции, представници на дипломатскиот кор, почитувани градоначалници од соседните општини, почитувани советници, почитувани гости, дами и господа. Ја отварам свечената седница на Советот на Општина Струмица по повод 11 декември, денот на заштитниците на Струмица, светите 15 тивриополски свештеномученици. Денес ги празнуваме нашите заштитници. Го чествуваме првите наши христијански учители, кои ширејќи ја верата Христова беа погубени во далечната 362 година од послушните слуги на антихристијанската императорска власт. Нашиот град и нашиот народ го чува и негува споменот за нив и за верата Христова, што ја засејале на ова тло, како најзначајна оставина и непроценлив дар, како наследство вкоренето во секој од нас. Нивниот вечен дом во нашиот град е место кое на секој 11 декември и при секоја можна пригода го посетуваат илјадници христијани. Не само од нашиот крај, туку од сите краишта на христијанскиот свет. Вечна им слава. На денешната свечена седница на Совет на Општина Струмица, председателот на Комисијата за општествени дејности, господинот Владимир Ристов, ќе објави одлуката на Комисијата за општествени дејности при Советот на Општина Струмица за доделување на годишните награди на Општина Струмица, свети 15 тивриополски свештеномученици за 2025 година. Општинската награда за животно дело свети 15 тивриополски свештеномученици за 2025 година го повикувам председателот на Комисијата за општествени дејности да ја објави одлуката. Ви благодарам. Благодарам, председателе. Почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитуван подпредседател на Владата на Република Македонија, Ваше блаженство архиепископ Охридски и македонски господин Стефан, Ваши високи првосвештенства и свештенства, почитуван градоначалник на Општина Струмица господин Петар Јанков, почитувани пратеници, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувани градоначалници на соседните општини, почитувани колеги советници, почитувани представници на верските заедници, медиумите, почитувани гости, драги струмичани. Со љубов и почит, денеска се поклонуваме пред светите 15 тивриополски свештеномученици, вечните заштитници и духовни водители на Струмица. Со својата жртва, тие ни оставија вера како темел врз кој се гради нашиот град и нашиот народ. Нивниот подвиг не учи на љубов, истрајност и достоинство. Струмица, како низ вековите, така и до ден денешен, остана духовно силна, токму благодарение на таа вера, а ние денес имаме исклучителна одговорност да останеме нивни достојни духовни чеда. Струмичани, нека ни е честит и вековит денешниот празник. Почитувани, денес имам за чест да ја прочитам одлуката за изборите на годишната награда и наградата за животно дело по повод празникот на градот. Оваа година во комисијата разгледавме исклучително добри предлози за лица кои афирмираат Струмица.
Одлуката за наградата за животно дело беше донесена едногласно, а голем број од годишните награди беа избрани со консензус, за што исклучително сум и благодарен на членовите на комисијата. Комисијата за општествени дејности исто така одлучи со заклучок покрај годишните награди да додели и јубилејно признание и поскумно признание. Согласно правилникот за доделување на годишните награди, го повикувам градоначалникот на општина Струмица, господинот Петар Јанков, да ги додели наградите и признанијата. Признание за придонес кон зачувување и напредување на гастрономската традиција и 40 годишен јубилеј се доделува на гостилница Дукат. Поскумно признание за успеси во областа на здравствената заштита се доделува на Надежда Джидалова Тенев. Годишна награда на општина Струмица Свети 15 Тивериополски свештеномаченици за 2025 година, како признание на општина Струмица за особен придонес во општествената и хуманитарната дејност, се доделува на хуманитарно здружение Диаконија Струмица. Хуманитарно здружение Диаконија повеќе од 20 години помага на старите, болните, самохраните родители и лицата со ниски приходи во Струмица и регионот. Преку проектите Храна на тркала, Нега во својот дом и поддршка на стари лица, секојдневно обезбедуваат топол оброк, домашна посета, медицинска нега и поддршка за најранливите граѓани. Опфатени се илјадници лица. Активностите се реализираат со помош на локални и меѓународни партнери. Диаконија е символ на солидарност, грижа и достоинствен живот. Годишна награда на општина Струмица Свети 15 Тивериополски свештеномаченици за 2025 година, како признание на општина Струмица за посебни остварувања во областа на културата, се доделува на Кристина Зимбакова. Кристина Зимбакова го спојува сликарството со природните науки и поезијата, создавајќи препознатлив уметнички израз кој оваа година ја носи на врвни светски сцени. Добитник е на стипендија од Меѓународниот институт за бои од Габи во Соединетите Американски држави. Учесник и предавач на светскиот симпозиум за Габи и текстил во Гран Канарија и единствен македонски представник на светското биенале за хартиена уметност во Шангај. Во 2025 година таа е дел од голема меѓународна изложба под покровителство на УНЕСКО во Дубај, каде ја добива титулата уметнички амбасадор на Македонија.
Годишна награда на Општина Струмица Свети 15 Тивериополски свештено-маченици за 2025 година, како признание на Општина Струмица за посебни остварувања во областа на уметноста и културата, се доделува на Сдружение Струма. Сдружение Струма повеќе од 30 години ја негува традицијата и културното наследство на Струмица. Од карневалска група до регистрирано здружение. Струма стои зад обновувањето на обичаите како Коледе, Мартинки, Свети Трифун, Лазаринки, Ѓурѓовден и Тримери. Нивниот најсилен белег е учеството на струмичкиот карневал, каде создадоа над 30 маски, голем број алегориски возила, освојувајќи бројни дипломи, медали, плакети и награди од ФЕК. Струма ги представува Струмица и Македонија на меѓународни настани во повеќе европски земји, носејќи континуирани афирмации и признанија. Годишна награда на Општина Струмица Свети 15 Тивериополски свештено-маченици за 2025 година, како признание на Општина Струмица за посебни остварувања во областа на техничката култура, се доделува на Серафимов Груп ДОО. Серафимов Груп, компанија со повеќе од 17 години искуство и над 350 клиенти, која стои зад повеќе од 400 реализирани ИКТ проекти. Наградата ја добиваат за значајниот општествен придонес во областа на информатичко-комуникацијските технологии и дигитализацијата, со влијание врз образованието, стопанството и локалната заедница. Тие се добитници на повеќе признанија, меѓу кои верификува македонски ИКТ производ за 2024 година и признание за квалитет за истата година, кои ја потврдуваат нивната технолошка посветеност и професионалност. Годишна награда на Општина Струмица Свети 15 Тивериополски свештено-маченици за 2025 година, како признание на Општина Струмица за посебни остварувања за посебен придонес во воспитно и образовниот процес, се доделува на УЈП Регионална дирекција Струмица. Регионална дирекција на Управата за јавни приходи Струмица повеќе од 15 години активно вложува во финансиска едукација и даночна писменост кај младите, преку проектот Фискална едукација на младите. Само во 2025 година едуцирани се 567 ученици од трите средни училишта во Струмица, кои преку практични предавања се запознаа со улогата на даноците и одговорноста кон државата. Со оваа програма УЈП Струмица гради информирани, одговорни и активни млади генерации и представува пример за институционална посветеност кон заедницата. Годишна награда на Општина Струмица Свети 15 Тивериополски свештено-маченици за 2025 година, како признание на Општина Струмица за особен придонес во хуманоста и крводарителството, му се доделува на Динчо Стојанов. Динчо Стојанов повеќе од 45 години ја носи хуманоста како своја најсилна вредност. Прв пат дарува крв во 1980 година, а денес има над 130 дарувања, секое од нив дадено во момент на потреба.
Наградата ја добива како повеќекратен крводарител и мотиватор, кој инспирира нови дарители и ја поддржува работата на Црвениот крст. Добитник е на многубројни благодарници, значки и медали за 50 и 100 дарувања. Динчо Стојанов е јасен пример за несебичност и трајна посветеност кон спасување животи. Годишна награда на Општина Струмица Свети 15 Евериополски свештеномаченици за 2025 година, како признание на Општина Струмица за особен придонес во областа на културата, му се доделува на Колјо Черкезов. Колјо Черкезов, актер со 3 децении професионална кариера и една од најпрепознатливите личности на струмичкиот театар. На сцената дебитира во 1994 година, а од 1997 е дел од театарскиот ансамбл. Зад себе има повеќе од 40 улоги во најразлични жанрови. Добитник е на бројни признанија, меѓу кои Златна маска, награди на регионални фестивали и нета наградата за најдобар актер на мали сцени. Со својот сценски опус, Черкезов остави траен печат во македонската театарска уметност и ја представува Струмица на домашни и меѓународни фестивали. Како општинско признание за воредно значајни остварувања од посебен интерес на Општина Струмица и Република Македонија се доделува награда Свети 15 Евериополски свештеномаченици за животно дело во 2025 година за особен придонес во областа на уметноста и културата на браќата Георги и Миле Барбаровски. Георги и Миле Барбаровски, двајца браќа, две силни личности, обединети во љубовта кон зборот, музиката и македонската културна традиција. Нивните имиња со децении стојат меѓу најзначајните творци што го обликуваа современиот македонски уметнички израз. Нивните песни, создадени преку силата на стихот и моќта на мелодијата, ги пеат генерации, а делата им станаа траен дел од националната меморија. Заветна, ако сгрешам, пеам да не заплачам, само една песна, граде мој, ај да беше стрела песната. Дали чекаш стара мајчице? Песната може се. Ова е само мал дел од богатото музичко творештво на тандемот Барбаровски. Георги Барбаровски е еден од најзначајните современи македонски поети и текстописци. Неговите стихови се вградени во некои од најубавите страници на македонската музичка традиција. Покрај тоа, тој е автор на публицистички и книжевни дела, преведени на повеќе јазици. Миле Барбаровски е долгогодишен член на Македонската филхармонија и композитор, чија музика остави неизбришлива трага во македонската народна мелодика. Неговите композиции се едни од најнаградуваните на македонските фестивали и изведувани од најголемите уметници.
Ретки се авторите што успеале истовремено да создаваат, да едуцираат, да инспирираат и да траат. Браќата Барбаровски токму тоа го направија. Оставија наследство што ќе живее и ќе се пренесува со генерации. Аплаузот може да трае затоа што и браќата Барбаровски, ама и сите други наградени го заслужуваат тоа. А сега ќе поканам еден од браќата Барбаровски, мислам дека тоа е господинот Георги Барбаровски, да ве поздрави и да се обрати од името на сите наградени. Почитувани, од името на сите наградени ви изразувам огромна благодарност. Ми рекоа, имате време две реченици да кажете, јас една ќе украдам. Не почестивте, не овенчавте со големо признание. Големо затоа што ги носи имињата на 15 тевериополски свештеномаченици. Луѓе од кои почнува да тече верата и на овие балкански простори. Не знае човек кај се посилни, дали во проповедите или во чинот на загинувањето на 15 великомаченици. Не можам да се оттргнам од таа слика. Знаете како е, уметниците имаат понекогаш потреба да вообразуваат помалку и сеќавајќи се на една апокривна белешка, прочитав дека имало сведок на загинувањето на 15 великомаченици. Една стара слепа жена секој ден си доаѓала на местото кај што сега е изградена црквата. Си седала на еден камен и чекала да ја помине денот. Во копниот ден, кога римските војници се пресметувале со свештениците, со православните борци, еден предмет паднал до неа. Таа ја спуштила раката да го земе и фатила крвава рака. Ја оставила и си ги избришала очите и челото. Вмигот прогледала, вели сказната. И жената го молела Господ да ја го врати слепилото, затоа што не можам, рекла, да ga издржам сликата на погубените свештеници. Не се заборава таков чин. И деновиве често се поставува прашањето, имат велат луѓе, ама нема човек. Јас на 27 ноември бев на годишното собрание на Елеуса фундацијата и видов дека има и луѓе и човеци. Ви благодарам. Му благодарам на господинот Георги Барбаровски. Сега ќе ги поканам сите наградени за една заедничка групна фотографија заедно со градоначалникот и председателот на Советот на општина Струмица.
А вие може уште еднаш да ги поздравите затоа што ги заслужуваат аплаузите за делата кои што тие ги имаат создадено. Сите до еден. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извира. И благодарам на сите наградени. Градоначалник, благодарам и вам и председателот на Советот. Ќе ве замолам да се вратите на вашите места. А додека вие ги заземете вашите места, јас повторно ќе ги поканам распеани струмичани, докато тие се подготват. Ќе ви најавам една песна која што во последните години полека ама сигурно преминува во неофицијалните химни на Струмица. Она што е многу важно за оваа песна е што исто така ја подпишуваат браќата Георги и Миле Барбаровски. И годинава има една навистина убава символика. Во годината кога тие ја добиваат наградата за животно дело од градот Струмица, токму песната "Граде мој" е отпеана на оваа сцена во 95-та година, пред 30 години од нашиот Гоцер Наодов. Денеска за вас, "Граде мој", за градот наш убав, во чест на наградените и во чест на сите струмичани, распеани струмичани. Ništa mu so ne bilo, ne struka
Почитувани, со песната посветена на нашиот град, песната посветена на Струмица, ја завршуваме денешната свечена седница. Ви благодарам за присуството и вниманието. Од името на градоначалникот и Општина Струмица ве поканувам на коктел во фојето на Домот на културата. За многу години празникот!